Вести на Канал 8. Наместо во контейнери, ѓубрето се фрла од тераса. Станарите од зградите придонесуваат за лошата слика во градот. Наместо да слезат и ѓубрето да го фрлат во садовите наменети за комунален отпад, тие ја одбираат опцијата да го фрлат отпадот од тераса или од прозорец, без при тоа да размислат дали може да биде повреден случај минувач. Колку и да звучи нецивилизирано, тоа е присутно околу нас секојдневно. Ке си застанат на прозорец да пушат цигара и цигарата завршува на земја. После ручекот чаршавот го тресат од тераса, а остатоците од храна неретко паѓаат на некој врз глава. Си го собираат ѓубрето во пластична кеса и без никаква грижа на совест го фрлаат низ терасата. Несовесни станари од зградите во централното градско подрачје на Кучани секојдневно фрлаат отпад од терасите без при тоа да размислат колку ја загадуваат околината, а што е уште поопасно, може да повредат некој случајен минувач кој поминува под зградата. Честопати фрлаат цели кесиња со ѓубре, храна, а неретко и лушпи од јајца. Многу пати се случува ѓубрето да заврши на паркираните автомобили пред зградата. Оние кои секојдневно минуваат од ова место, револтирано велат дека ова е одраз на некултурата на кучанци. И на овој начин далеко е Кучани од најчист град во државата. Ја мислам дека ова е еден од најлошиот дел во градот, пред се ради тоа што трескава бишта поданица е скрос напуштена. Од другата страна сигурно сте го снимиле дело дека има пресечено стакло со една како колец. Гледам, еднаш одев на работа и се враќав, деца влегуваат, излегуваат така да може да дојде до повреда. Стварно една града слика за град. Посебно што е во централното градско подрачје, доаѓаат луѓе од страна, гледат и една многу лоша слика за нашиот град. Треба сигурно нешто да се преземе пред се. Самите станари треба да се грижат за својата околина. Ако фрлат да гледаме дека има ѓубре, тоа е катастрофа. Тоа е значи одраста голема не култура. Некој да го фрла своето ѓубре и да не се грижи за тоа, тоа е секако дека е една лоша слика за градот. Не. Ич не, ама секаков народ има. Може да падне, да. И да му раскрце главата со нешто. Најдобро било да не фрла никој, да биде чисто и за нас граѓаните, да биде уредно и чисто. А не така да гледаме отпадци и лошо е. Тоа е. Нехигиената во градот е видлива насекаде и реката е полна со отпадоци, велат граѓаните. Се сеќавам на времето, постоеше еден човек од водовод кој што се грижеше и го собираше секое ливче во реката. Сега знам дека има многу луѓе, меѓутоа реката ни е да не кажам веќе полна со пластични шиња, со друг отпаден материјал, така да и тоа исто малку ја руше сликата за нашиот град дека е најчист град. Ѓубрето кое може да се види речиси насекаде представува најголем срам за дел од населението што ги почитува законите и внимава каде го фрла својот отпад. За дел од жителите пак воопшто не е важно каде ќе заврши ѓубрето. Граѓаните кои секојдневно минуваат од тука и кои имаат дуќани пред зградите, велат дека се случувало да има и посериозни инциденти. Инаку, претседателите на куќните совети велат дека се изнамачиле со проблемите од овој тип и дека преку глава име од ваков тип невоспитани станари. Залудни се апелите кога тие така одлучиле да се однесуваат и тоа не се менува. Во врска со овој проблем пак немокни се и комуналните инспектори, од причина што многу е тешко при вакви престапи да се фати на дело прекрашителот на законот за јавна чистота. Но комуналните инспектори понатаму работат на терен и постапуваат соодветно. Изградба на канализациона мрежа во Чифлик, улици во Теренци и реализација на други инфраструктурни проекти најавуваат од општина Чешиново Облешево. За сите нив се обезбедени потребните финансиски средства, па изведбата треба да започне за краток период.
Локалната самоуправа на Чешиново-Облешево ќе вложи над 16 милиони денари за изградба на канализационен систем за отпадните води во село Чифлик. Пред неколку дена заврши тендерската постапка за избор на изведувач на работите за изградба на канализацијата, па во општината очекуваат по привршувањето на вообичаените административни процедури во најкраток рок да се започне со реализација на проектот. Техничката документација предвидува да се изгради главна колекторска мрежа во должина од над 4600 метри, со пречник на цевките од 160 до 500 мм, како и да се постават околу 170 собирни шахти и 95 спојни елементи за куќни приклучоци. Со реализацијата на проектот треба да се реши еден од најголемите комунални проблеми за 130 семејства во ова населено место, што пролетта беше меѓу најпогодените од поплавите во Кочанскиот регион. Во локалната самоуправа на Чешиново-Облешево велат дека парите се обезбедени од Агенцијата за поддршка на руралниот развој, со што, освен за канализацијата во Чифлик, ќе се работи и на инфраструктурни проекти во другите населени места во општината. Издвоени средства преку Агенцијата за рурален развој во земјоделието за општина Чешиново-Облешево ова година се некаде околу 30 милиони денари, воедно се вклучени канализационата мрежа во населено место Чифлик, две улици во населено место Теранци, двете улици се некаде во должина до 800 метра и плюс партно уредување, значи тоа се како мини плоштади, ќе бидат офатени сите населени места. За изградба на двете улици во Теранци, општината планира да потроши околу 4 милиони денари. Преку источниот плански регион пак било конкурирано до Агенцијата за рурален развој, од каде се добиени средства за изработка на урбанистички планови за населените места Облешево, Чифлик и Чешиново. Наскоро ќе бидат организирани јавни расправи за плановите, пошто ќе може да започне нивна практична реализација и конечно по неколку децении овие села да добијат официјален урбанистички документ. Од почетокот на годината регистрирани 80 пожари во Виница, што е најголема бројка во последните години. Од територијалната противпожарна единица на Виница апелираат до граѓаните за поголема внимателност. Виничката противпожарна единица успешно се справила со 80 пожари од почетокот на годината. Бројката е најголема во последните години и ги опаќа интервенциите што се извршиле и на отворен и на затворен простор. Најчестата причина – човечкиот фактор. Од територијалната противпожарна единица велат во 99% од случаите. Среќа во несреќа е што во сите овие интервенции немало човечки загуби. Од овие интервенции повеќето се на отворен простор, тоа е интервенции на страништа, на сува трева, мал дел имаме на шумски пожари. Сезоната на пожари заврши. За најкритичен месец се смета август, но со оглед на тоа што се уште температурите и во втората половина од септември го надминуваат 30 степен, од Виничката територијална противпожарна единица апелираат земјоделците да бидат внимателни при палењето на страништата. Ќе искористам и оваа прилика да не се палат страништата и како што најавуваат метеоролозите и оваа недела и наредната ќе имаме високи температури, па би ги замолил да се воздржат да нема палење на страништа или друг дел на обработлива површина. Константните високи температури и сувата трева се огромен ризик сам по себе и затоа граѓаните мораат да бидат многу внимателни не само во полињата, туку и на друг отворен простор. Се апелира особено да се внимава при престој во природа, да не се фрлаат запалени догорчиња во шумите и да не се пали скара на недозволено место. Кочанската општа болница влезе во планот на Министерството за здравство за снабдување со мамограф на 6 јавни здравствени установи во државата. Новата апаратура, според министерот Никола Тодоров, треба да биде испорачана до крајот на оваа година. Министерството за здравство ги подпишало договорите за набавка на 6 нови мамографи за исто толку јавни здравствени установи во Македонија. Меѓу нив е вклучена и општа болница во Кочани, со што жените од микрорегионот ќе добијат можност за бесплатни скрининг прегледи и навремено диагностицирање на рак на дојка. Според министерот за здравство, за набавка и инсталирање на современата апаратура во сите 6 градови во државата вложени се околу 40 милиони денари. Во некои од градовите мамографи имало, но биле застарени и надвор од употреба,
а во други пак за прв пат ќе се донесат такви уреди. Во болниците во Каваларци и Кочани за прв пат се воведе ваков тип на диагностика, а во Штипската, Комановската и Прилепската болница вакви апарати имало и претходно, но веќе се стари, дотраени и со почести кварови. Од тие аспекти се одлучивме да набавиме 6 мамографи во овие 6 здравствени установи во Република Македонија. Со набавката на овие апарати ќе се овозможи скрининг прегледите да се изведуваат на повеќе локации во државата, поблиску до женската популација, а со тоа ќе има и брзо и навремено делување кај оние лица или пациентки кај кои е забележена определена промена. Ваквата најава на Тодоров е сосема спротивна од онаа што пред 2 години ја даде при посетата на општа болница во Кочани. Тогаш тој рече дека во Министерството не се размислувало Кочанската болница да се снабди со мамограф, затоа што го имало во болницата во Штип. Од она што можам да го забележам сега е дека согласно системот за електронско закажување, во Штип мамографот се чекат не повеќе од 3 дена и има околу 15, минимум 15 снимања дневно. Така да мислам дека од тој аспект се обезбедува мамограф за овој регион. Пациентките имаа проблеми со закажување прегледи за мамографот во Штипската болница, затоа што се случуваше тој да биде расипан и по неколку месеци. Со најавата за набавка на нов таков уред за Кочанската општа болница ќе се надмине чекањето со недели или пак дополнителните трошоци кај приватните лекари за да се направи скрининг на дојка. Термините за тренинзи на Аикидо клубот Нико во спортската сала на основното училиште Никола Карев не му биле одземени, туку само поместени за подоцна. Таков е ставот на градоначалникот Димитровски, откако клубот доби писмо од училиштето дека соработката е завршена. Аикидо клубот Нико од Кочани не бил спречуван да продолжи со работа, со тоа што му се одземаат термините за тренинзи, што тој досега ги користеше во спортската сала на основното училиште Никола Карев. Салата можела да се користи и понатаму, но под поинакви услови во временскиот распоред. Таков е генералниот заклучок од објаснувањето што го даде градоначалникот Радко Димитровски на новинарско прашање зошто клубот практично е избркан од салата што ја користеше повеќе од 1 година. Според него, некој вештачки создавал информација, без да ја знае вистинската причина поради која од училиштето беше доставено известување од и соработката со Нико завршува. Вештачки се ствара некоја информација дека општината, односно дека училиштето Никола Карев сака да го избрка Аикидо клубот, што не е точно, заради тоа што тие спортски објекти мора да се користат за намената за која што се направени. Имаше директна ургенција од Агенција за спорт и млади и на нив им објаснето дека спортската сала е у склопу на училиштето и први е за учениците. Второ е за ученичките клубови, значи се она што е бесплатно. И трето е, општина Кочани има иницијатива за формирање на нови клубови ракомет. Имаме и одбојки, имаме такви иницијативи и сите тие имаа приоритети. Дури после доаѓа она што може да се изнајмува да биде за други лица. Минатата година ги немало таквите иницијативи за формирање клубови за ракомет и одбојка, па салата била изнајмувана. Димитровски негира оти Аикидо клубот е исфрлен на улица, туку дека ќе мора да се прилагоди на новите услови за користење на просторот. Значи, они не се исфрлени. Они само треба да бидат покасно. Треба да бидат 9:30, ќе настојуваме тоа да бидат и од 9 саат вечер. Сега зависи од нив дали ќе можат да ги соберат истите тие членови кои што беа порано да дојдат сега. За волја на вистината, во писменото известување што Аикидо клубот од Кочани го доби од основното училиште Никола Карев, стои дека не може да се потпише договор за користење на салата, па и завршува соработката на училиштето со Нико. Како причина за непродолжување на договорот е наведено тоа што тренерот не живеел во Кочани, а салата ќе била давана на користење само на жители и клубови од општината Кочани. Исто така му се препорачува на раководството на клубот да си ги земе и реквизитите за вежбање. За сега, од Аикидо клубот нема реакција на ставот на градоначалникот, што е диаметрално спротивен од наводите изнесени во известувањето. Голем дел од членовите на клубот се малолетни лица, за кои новиот термин веројатно ќе биде пречка да продолжат со работа. Расте бројот на дневни центри за пензионерите во регионот. И во Истибања се отвора дневниот центар за стари лица, реконструиран со средства од Министерството за труд и социјала.
Во Истибања се отвора дневниот центар за стари лица, чија реконструкција и адаптација во изминатиот период беше извршена од страна на Министерството за труд и социјална политика. Расте бројот на дневни центри за пензионерите во регионот. Во Штип и Кочани скоро секоја урбана населба има клуб за пензионери, односно простории за нивно дружење и рекреација. И во Истибања конечно завршија градежните активности за целосна реконструкција на поранешниот дом за стари лица, што не беше во завидна состојба. Дневните центри, односно пензионерските локални клубови, сепак не го решаваат најголемиот проблем, односно домувањето на пензионерите од регионот, кои со години бараат сместувачки капацитети приспособени на нивните потреби. Источниот регион треба да добие 3 домови за стари лица во Кочани, Штип и Берово. Штипскиот дом е во почетна фаза на изградба. Во Берово пак пречка за отпочнување на изградбата на домот за стари лица во кој учествува холандска хуманитарна организација се несогласувањата во општинскиот совет. Сепак најсериозен е проектот за Кочанскиот старечки дом, што има техничка и проектна документација и ќе се гради со јавно-приватно партнерство. А што е уште поважно, има и регионален карактер и во него ќе бидат сместени пензионери од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово. Со изложба на уметнички слики заработени од Кочански ориз и синапово зрно под наслов Будење во внатрешноста на Снежана Лазарова Луна од Велес, започна 24-та манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Во етно куќата во Кочани беа изложени 30 дела од самостојната изложба од творецот на новата техника. Слики изработени од творецот на новата техника Луна, Снежана Лазарова од Велес, беа изложени во етно куќата во Кочани, настан со кој официјално стартуваше 24-та манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2015. Станува збор за техника која што Лазарова сама си ја измислила и ставила наслов Луна, во која делата ги создава исклучиво со природни семиња од Кочански ориз и библиско семе синапово. Од две крајно спротивни бои успева да создаде хармонизирани и несекојдневни дела со различни мотиви. Главна тема во делата и е велешката архитектура, но подоцна со истражување и усовршување на технологијата постигнува да добие и сиви нијанси пошто ги избогатува темите. Се обидов во представување на старата велешка архитектура, од каде што јас потекнувам, да ја овековечам нашата архитектура, потоа предов во изразување на сакралните објекти во Македонија, потоа се обидов исто така во пейзажите и на крај она што највеќе ми исполнува, представување на светите ликови, што досега се пронајдов највеќе, успеав сите нијанси што ги постигнав да ги внесам и вкомпонирам во тие дела. Техниката се вика Луна, таа е создадена од мене лично со усовршување на технологијата, создадена е техниката Луна и таа се одликува со тоа што се создаваат уметнички слики со помош исклучиво на Кочански ориз и на синапово црно семе, без дообојување со други бои било какви или до надополнување со некој друг материјал. Техниката Луна е иновативна и оригинална и единствена на нашите простори, па и пошироко. Уметникот Лазарова, како создавач на техниката Луна, присутна е на повеќе национални електронски и пишани медиуми. Има учествувано на групната изложба Иноватор, Балканска колонија на Битфест и со две самостојни изложби во Велес и Валандово. Пред присутните на изложбата во Кочани откри дека во моментов работи на изработување на тајната вечера со истата техника. И за крај спортската информација. Интересен спортски викенд е на прагот. В недела локално дерби Осогово слога 1934, а в сабота праволигашки надпревар Брегалница Младост. Сосема солидна е фудбалската понуда за предстојниот викенд. В недела во 15 часот и 30 минути на стадионот Никола Мантов Осогово во рамки на четвртото коло од третата фудбалска лига Исток ќе ја пречека слога 1934. Двете екипи не се лавови, но се ранети и првенствено ќе играат за насушните бодови, а потоа и за престиж. По досегашните 3 кола имаат по 2 пораза и само една победа,
а заради подобрата гол разлика, виничкиот третолигаш е едно место повисоко на табелата во однос на Кочанскиот, поконкретно на 8-то, додека за Осогово засега е резервирана скромната 9-та позиција. Ова локално дерби од секогаш привлекувало огромно внимание заради вечното ривалство меѓу двата града, што особено е изразено меѓу навивачките групи Сејмени и Улави. Дека тоа ќе биде така, најавува и видеото на Сејмените, во кои повикуваат на што поголема бројност за неделниот надпревар со слоганот "Кочани ќе гори". Сејмените ќе се соберат во 14 часот во градскиот парк, од каде ќе се упатат кон стадионот. Ден предходно в сабота во 15 часот и 30 минути, кочанската фудбалска публика ќе може да го проследи праволигашкиот надпревар од 7-то коло, во кој Брегалница како домакин во Кочани го пречекува Младост Царев двор. Ова е втор надпревар што синобелите ќе го одиграат на условно домашниот терен оваа сезона во Кочани, откако пред 2 седмици беа поразени од Вардар. Двојките за 7-то коло од првата лига се Хоризонт Турново Металург, Ренова Вардар, Работнички Шкендија 79 и Силекс Шкуп 1927. Третото коло во женската фудбалска лига е поместено за среда. Се среќаваат Ас Юнајтед Топгол, Борец Кочани, Статов Речица, Младост Иднина Саоризари Конзули и Тиверија Драгон 2014. Викендов почнуваат и надпреварите од детските фудбалски лиги. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.